Драги наши слушателки, повторно сме заедно во програмата Жени со надеж. Многу се радуваме што сме со вас. Јас лично едва го чекам денешниот разговор со нашата гостинка и продолжението на темата од минатиот пат. Исто и јас, Нена. Добар ден и добре дојдовте од мене. Се надевам дека заедно ќе научиме нешто ново, што не сме го знаеле и ќе се охрабриме во оние сегменти каде можеби не сме биле сосема сигурни. Важно е да знаеме дека не сме сами. Околу нас има многу жени со слични или исти тешкоти, како и многу кои сакаат и можат да ни бидат поддршка. Понекогаш не зборуваме многу за проблемите што не мачат. Можеби немате соодветен соговорник, можеби не сакате да се потсетувате на тешкото минато, или пак едноставно сте премногу зафатени да се посветите на себе и на вашите проблеми. Можеби едноставно немате сила нешто да прашате. Во нашите разговори сакаме да отвориме теми кои ќе ви интересираат, да споделиме информации што ќе ви бидат корисни и да ви увериме дека не сте сами, несакани или обележани од некој лош настан од минатото. Не. Напротив, има многу жени со слични проблеми, а тука сме и ние кои сакаме да ви помогнеме. Јас само би додала и дека сте сакани и вредни. Во вториот дел на секоја наша епизода се фокусираме на духовниот дел од нашето битие, каде ги истакнуваме вистините од Светото писмо кои ни покажуваат колку Бог не сака и дека нашето раѓање и нашата цел се дел од неговиот план. Тоа ќе биде дел од епизодата и денес. Затоа ве покануваме да останете со нас, зашто ќе продолжиме со разговорот за сексуалното насилство врз жените и пред се ќе ги опфатиме психолошките и емоционалните последици од тој чин. Исто така, ние би сакале да ги слушнеме вашите мислења, прашања или сугестии. Слободно пишете ни на имейл адресата zenisonades@gmail.com или најдете на Facebook и Instagram страниците под името Жени со надеж и заследете не. А сега да се подготвиме за сериозен разговор со нашата гостинка. Во претходната епизода зборувавме за сексуалното насилство врз жените, односно за силувањето. Дадовме неколку дефиниции и свативме дека ова дело се третира различно во различни земји. Токму затоа не постои една универзална и секаде прифатена дефиниција. Зборувавме и за последиците од ова насилство кои се сложени и долготрајни. И токму затоа што свативме дека само ја допревме темата, решивме и во оваа епизода да продолжиме со истата. Затоа повторно со нас е Моника, која ќе ни помогне подобро да ги разбереме последиците од сексуалното насилство, со посебен акцент на насилството врз жените. Добре дојде, Моника. Ви благодарам на поканата, драги девојки. Драго ми е што повторно ќе се дружиме и ќе учиме заедно. Подготвена сум и може да почнеме со прашањата. Добре дојде и од мене, Моника. Се радуваме на новите предизвици. За почеток, ајде накратко да се подсетиме. Кои се последиците од сексуалното насилство? Последиците можат грубо да се поделат на физички и психички, иако постојат и социјални па и други. Но најтешко е справувањето со психичките последици. И денес ќе посветиме повеќе време токму на нив. Последниве месеци малку читав за траумите, па предпоставувам дека и сексуалното насилство може да се смета за еден вид траума, нели? Се разбира, тоа навистина е траума. Затоа и последиците може да ги вброиме во така наречен синдром на траума од силување, односно во поширока смисла посттрауматски стрес. Би сакала да нагласам дека секоја личност реагира на траума на свој уникатен начин, во зависност од нејзиниот темперамент, искуства, воспитување и така натаму. Затоа не постојат точни или погрешни реакции, секоја е типична за личноста што ја доживува. Можеме да издвоиме некои чести промени во однесувањето и психолошки последици кај тинејџери и возрастни лица кои биле изложени на сексуално насилство. Таквите последици можат да бидат стравови, развивање фобии, кошмари, депресија, анксиозност, проблеми со концентрацијата, ниска самодоверба,
хронични, психички, физички тегоби, сексуални проблеми, мисли за самоубиство, посттрауматско стресно нарушување и други. Има многу различни реакции и тие варираат од личност до личност, но некои истражувања покажуваат дека постојат одредени заеднички образци и фази во кои се појавуваат, односно некаков редослед на реакции и однесувања. Според времето кога се појавуваат, реакциите можат да бидат две групи. Оние што се јавуваат за време или веднаш по самиот чин на насилство и оние што се јавуваат подоцна, како реакција на сеќавањето на настанот. Реакциите што се јавуваат веднаш по насилството обично траат од неколку дена до неколку недели. Ако тие реакции продолжат со месеци, тогаш веќе се сметаат за сериозен психолошки проблем во животот на жртвата. Според овие фази, кои се конкретните реакции, емоции и однесувања што најчесто се појавуваат кај жените што биле жртви на сексуално насилство? Синдромот на траума од силување има две главни фази, акутна фаза и фаза на реорганизација. Најпрво ќе зборуваме за карактеристиките на првата акутна фаза. Таа започнува веднаш по силувањето и може да трае со часови, денови или недели. Во оваа прва фаза се појавуваат два спротивни начини на реакција. Некои жртви се силно потресени, викаат, плачат, врискаат, се однесуваат неконтролирано од бес, се тресаат и покажуваат голема вознемираност, додека други пак изгледаат чудно смирени, собрани, без никаква емоција, како да се целосно рамнодушни. Како ќе реагира жртвата, зависи не само од нејзината личност, туку и од тежината на настанот, колку сериозни биле повредите, дали напаѓачот е уапсен, дали жртвата го познавала напаѓачот и така натаму. Што се однесува до физичките реакции во оваа фаза, тие може да бидат мачнина, повраќање, забрзано чукање на срцето, притисок во градите, нарушен сон, губење апетит, силни главоболки и слично. Емоционалните реакции се движат во широк распон, од бес, шок и неверување до страв, срам и чувства на вина. Како последица, некои жртви развиваат нови облици на однесување, например, обсесивно миење и чистење, земање средства за смирување како никотин, алкохол или дрога. Некои не може да поднесат да бидат сами, а други пак не може да издржат да бидат меѓу луѓе. Со други зборови, реакциите се различни, но речиси секоја жртва покажа барем еден од овие облици на однесување. Значи, ако добро разбрав, сите овие облици на однесување и реакции се појавуваат веднаш по самиот чин на насилство и траат најмногу неколку недели. Што се случува со жртвите потоа? Што покажуваат истражувањата и искуствата? По акутната фаза започнува втората, така наречена фаза на реорганизација. Во оваа фаза жртвата се обидува да продолжи со својот живот и да го вгради она што и се случило во некакви рамки на секојдневието. Во овој период може да се појават следните облици на однесување: промени во секојдневното функционирање, кошмари, понекогаш идентични со самиот настан, а понекогаш со спротивна содржина во кои жртвата се чувствува посилна од напаѓачот. Појава на различни фобии и изразени стравови, например од затворен простор, лифт и слично, сексуални нарушувања, губење на сексуалната желба, неможност да се доживее задоволство или пак појава на флешбек, односно ненадејни сеќавања поврзани со насилството. Поради сложеноста на овие реакции, фазата на реорганизација може да се подели на неколку помали подфази. Тука нема да навлегуваме во детали, туку ќе ги истакнеме најважните карактеристики. Оваа фаза обично започнува околу 6 недели по настанот. Би било идеално во тој период жртвата да има покрај себе терапевт или близок член од семејството, кој може да ја даде соодветна поддршка. Во оваа фаза најпрво се јавува така наречен псевдо разјаснување, односно на луѓето околу жртвата им се чини дека таа целосно го преболела настанот, но жртвата внатрешно
може да покажува едно од следниве 3 реакции. Негирање, тоа всушност и не ми се случи. Потиснување, не сакам да зборувам за тоа. Рационализирање, тоа и не беше вистинско силување. Во оваа фаза, жртвата се обидува да се врати на својот вообичаен начин на живот. Луѓето околу неа често мислат дека таа го пребродила настанот, но понекогаш жртвата може да покаже и силен гнев кон некоја блиска личност или кон самата себе. Покрај драматичните промени во расположението, во оваа фаза може повторно да се појават и некои реакции од првата фаза, како губење апетит, нарушен сон, сексуални потешкоти, промени во однесувањето и слично. Откако ова ќе помине, започнува периодот на интензивно советување, време кога е најдобро жртвата да добие стручна помош од терапевт. Сепак, некои жртви успеваат и самостојно да надминат оваа фаза. На крај, кога жртвата ќе се почувствува доволно стабилна, фазата на советување завршува и таа продолжува со својот живот. Секако, последиците од насилството остануваат како дел од нејзиното животно искуство, но тие стануваат дел од нејзиниот систем на вредности, нејзината рутина и начинот на кој живее понатаму. Сето ова е навистина сложено. Како што веќе неколку пати нагласивме, ништо не е едноставно црно-бело. Реакциите зависат од многу фактори, па затоа не можат строго да се поделат во категории. Сепак истражувањата се многу важни, зашто ни помагаат да ги разбереме овие модели, да извлечеме заклучоци и да научиме како можеме навистина да им помогнеме на жртвите на вакво насилство да ги надминат своите травми и да продолжат со животот. Ова беше навистина сложено, но и многу конкретно. За нас, што не сме стручњаци, ова објаснување ни дава појасна слика за тоа што всушност се случува. И можеби ќе можеме полесно да препознаеме некои од овие реакции кај жените во нашето обкружување и барем малку да им помогнеме во нивното надминување. Дали постои нешто што може да се смета како крај на овие реакции на траума, посилување или сексуално насилство? Тој процес се нарекува дисоциација. Дисоциацијата всушност е начин на кој умот се брани, слично како што телото се брани од инфекции. Непроработените, непроцесирани трауматски мисли постојано ќе се враќаат се додека не се средат и не се сместат во долготрајното помнење. Во односите со другите луѓе, жртвите често се чувствуваат изолирани и оттуѓено. Главното чувство е како да носат со себе една голема мрачна тајна и како никој друг да нема толку болно искуство. Поврзаноста со другите луѓе бара емоционална отвореност и подготвеност, да се биде ранлив, а тоа е речиси невозможно кога жената се уште се бори со тајната и болката од минатото. Ова длабоко чувство на оттуѓеност може да доведе и до губење на врска со сопствената иднина. Жената нема јасна слика за позитивна иднина, нормален и среќен живот. Но кога се блокира минатото, се блокира и сегашноста, а со тоа и иднината. Моника, беше навистина интересно да се слушне сето ова, а се надевам дека истото важи за нашите слушателки. Ти благодарам за поддршката и за тоа што секогаш си подготвена да видиш со нас и да ни помогнеш подобро да ги разбереме овие тешки, но важни нешта кои за жал се случуваат и околу нас. Ќе се дружиме повторно во следните епизоди, а сега е време да продолжиме со последниот дел од денешната епизода. Драги слушателки, денес зборуваме за сексуалното насилство врз жените. Во првиот дел од епизодата разгледавме оваа тема од научен аспект. Пред се преку психологијата. Изборувавме за психолошките реакции и последици после оваа форма на насилство. Точно така. Како и секогаш, во овој дел од епизодата ќе разгледаме истата тема, но низ Светото писмо. Кои примери се наоѓаат во неа и што можеме да научиме од нив? За денешниот библиски текст ја избравме старозаветната приказна за Тамара. Целиот текст може да се најде во втора книга Самуилова, глава 13. Сега ќе ја споделиме со вас оваа приказна која зборува токму за сексуално насилство во тоа време. Настан што и се случил на младата девојка Тамара, и тоа не од кој било, туку од нејзиниот собствен брат.
Давидовиот син Авесалом имаше сестра убавица по име Тамара. И Амнон, Давидовиот син, се влюби во неа. И Амнон толку се мачешта што се разболе по сестра си Тамара, зашто таа беше девица. И на Амнон му се виде дека ќе биде многу тешко да направи нешто со неа. Но Амнон имаше пријател по име Јонадав, син на Шима, Давидов брат. А Јонадав беше многу итар човек. И тој му рече: "Зошто толку слабееш од ден на ден, царски сине? Нема ли да ми кажеш?" Амнон му одговори: "Јас ја сакам Тамара, сестрата на братот мој Авесалом." Јонадав му рече: "Легни на леглото свое и направи се болен. И кога ќе дојде таткот и да те види, кажи му: Нека дојде сестра ми Тамара и да ми даде да јадам и да сготви пред мои очи јадење, да го видам и да јадам од незините раце." Амнон легна и се направи болен, и царот дојде да го види. Амнон тогаш му рече на царот: "Нека дојде сестра ми Тамара и да приготви пред мои очи 2 сладки питки, та да каснам од рацете неизини." Давид испрати човек во куќата да ја каже на Тамара: "Оди во куќата на братот свој Амнон, изготви му јадење." Таа отиде во куќата на својот брат Амнон, а тој лежеше. Таа зеде брашно, замеси, приготви питки, пред неговите очи ги испече. Ја зеде тавата и ги стави пред него, но тој не сакаше да јаде. Тогаш рече Амнон: "Нека излезат сите што се покрај мене." И излегоа сите луѓе што беа покрај него. И Амнон и кажа на Тамара: "Однеси го јадењето во внатрешната соба, а јас ќе каснам од твоите раце." Тамара ги зеде питките што ги беше приготвила и му ги однесе на брата си Амнон во внатрешната соба. А кога таа му стави да јаде, тој ја фати и рече: "Дојди легни со мене, сестро." Но таа рече: "Не, брат, немој да ме обесчестиш, зашто така не се постапува во Израел, не прави го тоа безумство. Па јас каде ќе одам со бечестието свое? И ти ќе бидеш безумник во Израел. Разговарај со царот, тој нема да откаже да ме даде за тебе." Но тој не сакаше да ги слуша незините зборови, ја совлада и легна со неа. Потоа Амнон ја замрази многу, така што мразата негова спрема неа беше посилна од љубовта што имаше кон неа. И Амнон и рече: "Стани, оди си." А Тамара му рече: "Не, брате, да ме избркаше поголемо зло од првото што ми го направи." Но тој не сакаше да ја слуша и го повика момчето што му слугуваше, па му рече: "Истерај оваа надвор и заклучи ја вратата по неа." Таа носеше шарена облека, бидејќи такви горни облеки носеа царските ќерки девици. Слугата ја изведе надвор и ја заклучи вратата по неа. Тамара си ја посипа главата своја со пепел и раскина својата шарена облека со која беше облечена. Ги стави рацете свој на главата своја и така одеше и викаше. А брати Авесалом ми рече: "Нели Амнон, братот мој, беше со тебе? Но сега молчи, сестро, тој ти е брат, не го кини срцето свое заради таа работа." И Тамара живееше самотно во домот на братот свој Авесалом. Царот Давид слушна за сето тоа и силно се разгневи. Авесалом пак не му рече на Амнон ни лошо, ни добро. Тој го намрази Амнон, поради тоа што обесчести сестра му Тамара. Каква приказна, како филмски заплет. Прво, Амнон е влюбен, страда, но поради морални принципи не ја допира Тамара, дури не зборува со никого, се обидува сам да се справи со своите чувства и со таа забранета љубов. Ако размислиме на ова, подобро ќе беше да не зборува со никого, отколку да ја сподели својата мака со погрешен човек. Да му кажеше на татко му, сигурно се ќе беше поинаку. И самата Тамара го упати на тоа, обидувајќи се да го спречи во намерата. Но наместо тоа, нивниот роднина смисли подмолен и лукав план кој заврши трагично. Само се прашувам, зошто Амнон не му ја кажа вистината на татко му кога дојде да го посети? Цар Давид ми делува дека бил благ и грижлив татко, сигурно немаше да му замери. Па тој не го казни дури ни по извршеното злосторство, иако пишува дека му беше гневен. Изгледа дека Амнон се вплетка во своите лаги и во сценариото што го смисли со роднината, и кога тргна по тој пат, немаше веќе враќање назад, но само пропаст. Тамара беше млада, но мудра девојка. Прво го предупреди Амнон дека тоа што го сака е греф и противзаконско. Потоа го насачи кон нивниот татко, верувајќи дека можеби тој би дозволил да се венчаат.
Дури и по силувањето, Тамара го молеше да не ја избрка, зашто тоа би бил уште поголем грев и срам за неа. Но тој не ја послуша, во ништо. Го обзеде страст, гордост, можеби и машко его, кој знае, но ми беше чудно што во текстот се вели дека Тамара е и сестра на Авесалом и сестра на Амнон. Тоа е затоа што Давид имал повеќе жени, нели? А сите тие биле Давидови деца и по татко му се сите браќа и сестри само од различни мајки? Да, тоа била голема семена династија. Тамара и Авесалом биле родени од истата мајка, па затоа биле поблиски и живееле заедно. Интересно е што во тоа време дозволен бил брак меѓу роднини, а денес тоа би се нарекло инцест. Но би спомнала дека и денес инцестот постои, само што ретко се открива. Според статистиките, најголем број од силувањата што никогаш не се пријавуваат, се случуваат токму во рамките на семејството или помеѓу блиски роднини. Тоа е навистина тешко и болно и можеби токму тоа ќе биде тема на разговор со психолог за една од следните епизоди. Така, би било добро да поразговараме и за тие податоци, секако тоа е тешка и табу тема, која изгледа дека завршува исто како и оваа глава од Светото писмо, а Авесалом рече на својата сестра: молчи, тој ти е брат, не земеј го тоа при срце. Каков совет, како да не го земе при срце, тој се случи без никаква нејзина вина. Отиде кај брати по таткова заповед, мислејќи дека е болен и дека треба да му помогне. Не направи ништо што би можело да предизвика такво страшно дело. А потоа беше одбиена и истерана од Амнон, како таа да е виновна за се, а не тој. И потоа низиниот сакан брат и заштитник и вели да молчи за се. Страшно. Во текстот пишува дека останала да живее осамена во домот на својот брат Авесалом. Веројатно значи дека била обележана, исклучена, не можела повеќе да се дружи со врсничките, не можела да се омажи. Нејзиниот живот и сите нејзини соништа биле урнати со тој чин. Таа само останала да постои, ништо повеќе. Никој не ја одбранил, никој не ја заштитил, ниту ја одмаздил. Единствениот што презеде нешто беше незиниот брат Авесалом. Во глава 14 од втора книга Самуилова се вели дека по цели 2 години, за време на една голема гозба, Авесалом го уби Амнон, откако сите се опиле. Потоа побегна во друга земја, плашејќи се од казната на својот татко. Тој не заборави што се случи, но со тој чин не и помогна многу ниту на својата сестра. Како ви приказната за Дина, која веќе ја споделивме со нашите слушателки, една трагедија без разумен исход, без соодветна реакција или казна, секогаш води кон нови трагедии и подлабоки конфликти. А ништо од тоа не и помага на жртвата. Кога зборуваме за жртвата, во овој случај тоа е ќерката на царот Давид. Што се случило со неа? Дали како и со Дина и се губи секој трак? Да, повеќе не се споменува. Единствено интересно е тоа што незиниот брат и заштитник, Авесалом, и го дал името Тамара на својата ќерка и пишува дека таа била извонредно убава. Може би го направил тоа како израз на љубов и посветеност кон својата сестра, за да ја покаже својата почит кон незината тага и кон тоа ништо поминала. Всушност, жените и онака не се споменуваат често, дури ни во царските родослови. Обично се запишуваат машките наследници, но за кого се омажиле жените или каде се преселиле не се наведува. Така што немаме сигурни податоци ниту за Тамара, ниту за незиниот живот по тоа што го доживеала, освен дека останала да живее во домот на својот брат Авесалом. Би рекла дека не била само жртва на силување, туку и на дополнително понижување. Значи Амнон по се што направил, ја избркал надвор и ги заклучил вратите за неа, со што ја посрамотил 2 пати. Ја ставил во положба во која слугите ја изфрлат како некој престапник или крадец. А таа и покрај се обидувала да ги спаси и себе и својот брат насилник, дури и по тој ужасен чин. Навистина страшно. Сигурно било траума од која никогаш не се опоравила. Еден ден во животот, еден миг и целиот живот тргнува по сосема поинаков пат. Секој пат одново се воодушевувам од содржината на Светото писмо. Во него има толку поучни приказни, толку совети што ни се како насока за нашиот собствен живот. И токму длабоки сознанија за човечката природа. Се сметаме за современи луѓе,
Живееме во модерно општество, а всушност толку малку се променило во последните неколку илјада години. Човечката природа е иста, се менувале законите, но совеста, моралот, она боженственото во човекот што го прави способен да разликува добро од зло, тоа не се сменило. Затоа Светото писмо е нешто што секој од нас треба да го има и да го чита секојдневно. Ако сакаме возбудлива приказна, ако сакаме молитва, ако ни треба совет или морален компас за некои животни ситуации, се наоѓа меѓу страниците на Светото писмо. Со тоа можеме и да ја завршиме денешната епизода и да ги охрабриме нашите слушателки самите да го истражуваат Светото писмо. Може би токму со оваа приказна за Тамара. Истражувајте, запишувајте, прашувајте не. Некои одговори може би ќе ги најдеме заедно. Само не се откажувајте и верувајте. Животот малку по малку ќе добие нов правец. Одличен совет. Читајте го Светото писмо и слободно пишете ни на jenisonadej@gmail.com или најдете не на Facebook и Instagram страниците под името Жени со надеж. Подготвуваме нови содржини за следното дружење и со нетрпение ве очекуваме. До тогаш, не заборавајте. Не сте сами, не сте несакани и не сте случајно таму каде што сте. Бог нека ве благослови.